Рудникот Саса е рекордер со оглед што бележи најдолг временски период од 500 дена без повреда на работното место во оваа индустрија во земјата, но и пошироко. Предходниот рекорд во период од 11 години од рестартирањето на рудникот изнесуваше 210 дена. Ова е факт за почит и резултат на залагањето на сите вработени и на менаџментот во рудникот, беше речено на пресконференцијата што ја организираше раководството на компанијата. Саса постигна рекорд кој што е несвојствен не само за рударската индустрија, туку и воопшто, не само за рударската индустрија во Македонија, туку и во светот. Постигнавме 500 денови без никој работник да се повреди. Тоа е големо достигнување за рудникот, но она што е најбитно е што нашите вработени, секој од нашите вработени може да си отиде дома безбедно кај семејството. И ова достигнување не се случи по среќа. Во последните 18 месеци рудникот вложуваше многу во безбедноста и затоа го достигнавме и го направивме многу побезбеден од онаа што беше. Заедно со зголемувањето на безбедноста при работа, во Саса се работи и на поголема ефикасност, односно на подобро искористување на металот во рудата. Поради тоа во погонот флотација се инсталира нов млин за домелување на рудата. Купната инвестиција за инсталирање на овој млин за домелување на грубиот цинков концентрат изнесува околу 1 милион евра, вклучително со набавката на самиот млин, фреквентен регулатор за истиот проектна документација, инсталирање на електрична опрема, градежни активности и така натаму. Целта со набавката на овој млин очекуваме зголемување на искористувањето на цинкот за некаде околу 2%. Причина зашто рудникот се одлучил на овој чекор според Велиновски е што била согледана промена во физичко-механичките карактеристики на рудата во подлабоките делови на рудното лежиште, а што било потврдено од лабораториски испитувања од повеќе реномирани лаборатории, како и од потребата за подобро домелување на грубиот концентрат за да се добие потребниот квалитет. Освен за подобрување на ефикасноста во работењето, во Саса велат дека се грижат и за еколошките принципи, посебно со изградбата на современо хидројаловиште, во согласност со веќе одобрена студија за заштита на животната средина. Еден од најновите проекти на рудник Саса е правење на расадник во кој што, освен потребните видови, ќе се одгледуваат идентификуваните загрозени видови од студијата за биодиверзитетот. Во овој расадник ќе се одгледуваат сите тие растенија кои што потоа ќе послужат за рекултивација на деградираните површини кои што се во рамките во рудникот, и сето ова рудник Саса го прави во некомерцијални цели, туку уште еднаш да се афирмира како општествено одговорна компанија која што заштита на животна средина и е трајна обврска и императив. Новите собственици на рудникот Саса, компанијата Central Asia Metals од Лондон, најавија дека ќе продолжат со инвестициите во нова најсовремена технологија во производството, но и во понатамошна грижа за вработените и за поголема општествена одговорност кон локалната заедница.